Денеска ќе ве информирам или ќе ги презентирам ставовите на пратеничката група, кои се ставови не само на партијата ВМРО ДПМНЕ, туку и на Социјалистичката партија, туку и на Демократската партија на србите, но се разбира, јас нема да ја заборавам мојата професионална вокација и ќе ги презентирам моите лични ставови низ призма на националното уставно право, компаративното уставно право, но и европското право. Ќе се обидам да не потонам во академизам. Инаку, мнозина од граѓаните и од интелектуалците ни забележаа дека разговараме со министри од држави членки на ЕУ, заборавајќи дека тие не се слуги на европскиот демос, зашто него го нема, оти министер значи слуга, туку на националните држави, меѓутоа заборавија дека сепак живееме во амбиент на реал политика и дека ние во меѓусебните разговори им кажавме на неодржливоста на мешањето во внатрешните работи како принцип на меѓународното право, вграден и во нашиот устав со амандманот 35, но и во многу други устави. Имено, амандманот 35 вели дека Републиката ќе го почитува суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на соседните држави. Ваква одредба, иначе, само Косовскиот устав уште има, морам да кажам слична. Меѓутоа, што забораваат? Дека обратното постојано во овие 30 години и се случува на Македонија. Ова ја го нарекувам уставен садомазохизам. Денеска не можам да не кажам, да ги подсетам, особено колегите пратеници од Социјалдемократскиот сојуз, на еден гуру, Јирген Хабермас, кога зборува за уставен патриотизам. За жал, него го нема, ама денеска, еве, бевме сведоци дека Европа не чекаше нас, односно председателот на собранието зад мене, кој исто така нема никаков смисол и разбирање за уставен патриотизам, ниту респект кон овој чин. Се однесувавте како Гари Купер, па дојдовте точно на пладни, иако требаше да почнеме во 11 часот. Моето основно прашање денеска е: што би рекол господинот Бадентер, некогашниот председател на Европската комисија, која ги оценуваше уставите, вклучувајќи го и македонскиот, кога препорача веднаш да усвоиме еден амандман на уставот, уште неисушено мастилото, 92 година, во кој ќе напишеме дека немаме територијални претензии кон соседите и да го смениме знамето и дека портите на Европската заедница за нас ќе бидат отворени. И така, како во 101 приказна, истото го слушавме. Јас често пати ги лажам студентите, цитирајќи го чувениот конституционалист Вини, дека уставот треба ретко да се менува со рака што трепери од одговорност, ама рацете ги искршија пратениците различни во овој парламент, менувајќи го уставот, и ако промената на уставот била евроинтегративен фактор, па ние денеска ќе председававме со ЕУ. Ама се уште не е така. Не можам да не кажам дека
Сите мои колеги конституционалисти, некои дури повикуваат на правна разврска на овој чуден јазол, велат дека наметнатите уставни измени, тоа што се нарекува imposed constitutions, не одат рака под рака со европската демократија. ЕУ, за да биде заедница полити, мора да ги почитува европските вредности и јас во разговорите на нив се повикувам, велејќи дека е лажна тезата за дилемата Запад или Исток. Една е дилемата, дали Македонија ќе биде се што имаме или се што немаме. Дали ќе бидеме пристојна мала држава или ќе бидеме протекторат. Веднаш да кажам дека апсолутно никогаш и никаде преамбулата не била гаранција или место за промоција на етнички идентитети, туку таа е филозофијата на уставот, на нормативниот текст, духот, метафизиката. Господа, духот го нема, зашто кога нешто менувате, не заради граѓаните, не заради демократијата, туку заради тоа што некој што е заштитен тоа го бара, вие станувате Фауст. Нормативниот текст остана без дух, па затоа, колеги, јас ве упатувам на чувениот професор Чендлер, кој ќе рече дека Босна, Македонија, Кипар и слични на нив држави се бездушни држави. Тоа не смее да се толерира. Понатаму, видите, изборен законник не се менува во последните 6 месеци, вели Венецијанската комисија. Ниту устав не се менува во последната година од мандатот, а сега од еден ренесансен министер слушаме дека процесот па и не морал да заврши во ноември, туку можело и до крајот на мандатот, што ќе рече до последниот пратенички здив или крик. Прашањето до вас и до мене и до нас е: од кого ни извира нам легитимитетот за уставни измени? Од Европската Унија или од граѓаните? Што велат граѓаните? Каде го добивте, каде го добивме мандатот за оваа измена? Дали го истакнавте тоа на претходните избори? Ова важи и за власта, и за некогашната опозиција, сегашна власт, ама и за нас. Да ве подсетам. Членот 2, став 2 од Уставот вели дека суверенитетот извира и им припаѓа на граѓаните. Не треба ли да ги прашаме граѓаните дали се за ваква измена? Вие, господа, денеска гости овде од владата, ги прифативте уставните измени и се согласивте да влезете во преговарачката рамка преку протоколот, ама заборавивте дека не сте законодавен орган и дека не можете да превземате обврски наместо собранието. Ние во правото, правниците, тоа го викаме неповикано вршење на туѓи работи, неготиорум гестио. Заборавивте дека членот 120 предвидува одлучување за влез во ЕУ еден можен ден со двотретинско мнозинство, по кој е потребен референдум на кој што треба да гласаат 50% од запишаните. Денеска е тестот за ова. Зошто тогаш не ја ставивте преговарачката рамка на гласање, туку некакви си заклучоци? Ги изгласавте со 68 гласа, ама, бујрум,
со тој резултат денеска отворете го процесот. Не можете. Слушам деновиве многу околу тоа што е лажна, што е вистинска вест. Не можам да не кажам како некој кој предава европско право. Преговарачкиот процес нема смисол ако е монолог наместо диалог. Јас секогаш го цитирам американскиот професор Джозеф Вајлер, кој што и се обраќа на ЕУ и ја подсетува дека по неуспехот со уставниот договор од 2005 година, за кој што замислете не гласаа ни основачите, поинаку треба да се однесува кон преговарачкиот процес, а не евромандарински, во стилот молчи и слушај, односно земи или остави, зашто нема да добиеш ниту подобра преговарачка рамка, ниту сменета преговарачка рамка. Ама еве ја мојата вистинска вест. Она што се бара од нас е спротивно на европските вредности, без кои ЕУ нема да биде идеја, политички систем, пракса, туку машинерија на комесари, собрани во комисијата, односно бюрократи, или меѓувладино тело на председатели или премиери во Советот. Кога го нема европскиот демос, тогаш нема влијание ни европскиот парламент. Да ги подсетам сите, значи ние од 2009 година навамо добивме барем 15 да и од парламентот и од комисијата. Во ниту еден годишен извештај нема забелешка за отсуството на бугарите од уставот. Нема. Бугарија и кога не признаваше, не ни го забележа ова, иако стално вели дека прва не признала. Предпоставувам зошто. Не е преамбулата од таква важност за идентитетите, како нормативниот текст, членот 48 и амандманот 8 се суштинска гаранција за правата на малцинствата. Што ја подсетувам јас Европската Унија и нејзините представници кога разговарам со нив? Уште еднаш да го прочитаат договорот за ЕУ, во кој што во алинејата 6 се потенцира дека ЕУ ќе ги почитува традицијата, историјата, културниот и националниот идентитет на сите држави. Во повелбата за фундаменталните права се гарантираат националниот идентитет, достоинството и дигнитетот не само на секој човек, туку и на секоја нација и држава. ЕУ го прифаќа начелото на немешање во внатрешните работи. ЕУ се повикува и на правото на самоопределување од меѓународното право, од повелбата и од пактот за граѓански и политички права. ЕУ се колне во вечниот Кантов мир. Ама соочени сме денеска за жал со војна. И со чинење и со нечинење сите имаат одговорност за она што се случува во соседството. Не можам да не потенцирам дека често пати дури денеска го слушам зборот изолација. Реков, никој не беше изолиран во 2005 година. Никој, ниту Франција, како ќе се само изолира, ниту Ирска, ниту Португалија, пак чиј уставен суд го прогласи референдумското прашање за капциозно. Затоа не зборувајте за изолација. ЕУ не смее да го заборави Брекзит. Слушам деновиве приучени луѓе како велат дека замислете дури и Британија, Обединетото кралство, кое е составено од Англија, Шкотска, Велс и Северна Ирска, го менувало името за да може да влезе
во Европската Унија. Игнорантија, незнаење. ЕУ мора да знае дека денеска сериозни конституционалисти и професори по меѓународно право, како чувениот Филип Алот од Кембридж, велат дека треба да се замисли дали е австро-унгаризацијата вистинскиот модел. ЕУ мора да знае дека нема да има проширување. Замислете ако него повтори примерот со Словачка и со Чешка. Да, јас ги запрашав. Значи, зар не знаете дека во Словачкиот устав пишува дека постои традиција на Голема Моравија, а Чешка вели Селесија, Бохемија и, значи, Моравија. Има територијални претензии, има комисии, се разбира, нема. Значи, не сме против Европската Унија, не сме против Бугарија, меѓутоа членот 8 од Лисабонскиот договор повикува на реципроцитет во меѓународните договори. Нека го следи Бугарија, барем францускиот пример, оти постои измислена теза дека имало ваков или онаков модел на устав. Не. Бугарија е потписник и ја ратификуваше рамковната конвенција за заштита на правата на малцинствата. Бугарија има совет за малцинства, таму ги нема македонците, значи мора да ги има. И најважното, еден министер вели дека никој немал забелешки на предлогот за измени. Не, јас имам забелешка на сите 3 амандмани. Лаички е пристапот. Дури и насловот е погрешен. Никаде нема устав во кој што се зборува за делови од народи, во кој што, замислете, се зборува за заштита на диаспори надвор, па ние ќе штитиме бугарската диаспора надвор, која е во вековен судир со македонската диаспора. Образложението ви е катастрофа, уставна катастрофа. Замислете се, повикувате на Универзалната декларација за слободите и правата и на повелбата, наместо на рамковната конвенција за заштита на правата на малцинствата и на конвенцијата за регионални и малцински јазици. Каде ви се тие експерти аматери? Значи, тажно е, завршувам со тоа, тажно е, јас денеска ќе ги повикувам на заштита на бугарите ако не се заштитени под други. Не може именик да правиме од преамбулата. Важна е суштината, ама најважното е, господа, копенхагенските критериуми да ги примениме. Затоа ние ги браниме копенхагенските критериуми, оти не сме патот за Брисел да води преку Софија. Не, овој пат. Значи, јас, граѓани, ве уверувам дека ние сме ваши представници, дека ќе гласаме по сопствено уверување, дека камбаните овој пат бијат за Македонија и дека крајно време е да покажеме дека сме пристојна европска држава која сака да на патот кон ЕУ да оди исто како сите сегашни членки на ЕУ, но и кандидатите за нас. Не смее да има посебни критериуми и преседани за нас, оти тоа ќе се одрази и на следните кандидати. Затоа мислам дека овој предлог не треба да се подржи, туку треба да се прашаат граѓаните на избори, бидејќи оваа власт е целосно делегитимирана.